инсектициди, пестициди и сите останати циди. Не помага ништо, батуле, кој ќе во прашање нашиот собраќе. Оти не се само моторите што брчат ова време. Има и други инсекти. А кои се тие ќе дознаеме по шпицата. Одиме. За до душа, ако бидиме реални, има инсекти по телевизија што обрчат многу поки од сите овие останати инсекти што ги наброиме, али ајде да не навлегваме на таа тема. Многу комплексна е, многу е, како да ти кажам, ако нурниме таму во длабокото, готово. Пепел се направи. Ама затоа ќе нурниме во едно друго длабоко, кога сме веќе кај инсекти во собраќај, што е едно од најнепосакуваните нешта што можеш да исретниш во собраќај. Абе не кишнам пато да го сретни. Нешто што се влечкаш околчи собраќај. Автошкола, бе, ватуле. Мислам, уздужно поштовање до автошколи и почит до сите шучат да возат. Значи да се разбериме, тоа е пато, сите сме го поминале, сите некогаш сме биле таму и сите некогаш сме го блокирале собраќајот. Тоа нема бегање, тоа е процес. И се е то супер, се е то природно, без хейт, без ништо. Ама брат, колку што може автошкола да го блокира цел собраќај, ништо не може човек. С автошколата би ти била од оние ни црни бубачки, ни летат, ни ништо, одат се влечкат по пат. Турни ме да кинисам, ме свајаш до ноџина. И ако поминиш покрај него или нешто, одма застам, одма блокира све по пат. И да го поттурниш џабе, тоа ќе ти стои. А машала има некој од нив вистина големи се. Значи ќе ти го блокира пато што сака нека. И стално излегват од нигде никаде кај што не ги очекува. Пример дома негде одиш по скали, слегваш олка автошкола на пат. И сај ти ќе ја шутниш. Ама ако начека жена ти од некоја страна, седиш едно време слушаш, одиш сега што се дешава, гледаш ја. Ти го шуткаш, што не мрда мора олка. Што е уште појако. Значи земаш го стапнуваш со влечката. Крц прај. Креваш ногата, продолжува да одиш. Да или немат море оклопни возила, лалда му. Исто ко автошколи, што сакаш, прави му тоа, ќе си вози полека, ќе ти го блокира пато, ќе ти застани, ќе си тргни полека, никому ништо. Сам фала Богу така се учи, ама правиме муавет општо. Ќе видите и вие сега што блокирате собраќајот, кога ќе ви го блокира некој потаму кога ќе ви види. И мање више сите знаеме да се подстрпиме дури овие го блокираат собраќај. Освен една категорија на инсекти, а тие се батуле мил и драг бенвиња. Значи БМВ возач кога што е досаден во собраќај. Тоа е страшно нешто, бе брат. Мислам, секоја чест на овие што си возат културно. Се овде генерализираме, нормално дека има некој што вози културно БМВ. Мада се ретки ко бел носорог, ама нема врска. Ама зато сите останати возачи на БМВ, тоа е страшно нешто. До толку се не токму што ќе ти се одмили марката на возило, одлична марка, ама џаве си велиш бегај поарно, не купувам, не ќам да ме гледат како некој вако. И се знам дека има многу љубители на БМВ и многу корисници. Може да сте дел од исклучок, ама и да бидиме реални. Така, значи на вистинска телевизија сме, овде за вистина да правиме муа. Да зборам само јасна темата, ај ќе речиш јас нечим. Цел свет, бе брат. Не е ни цела држава, цел свет е сегде, кај да одиш исто да се дешава. Дали таа марка на возило сама ги прави така луѓето, не знам. Ама го ќе видиш човек вози БМВ, бегај, се е може. Значи ополиси ги 216 не можеш да знаеш што ги направи, брат. Не пресметливи се скроз. Пример шмигавец, знаете што е шмигавец, така? Она што трепка што шмига од страна, за да најавиш на која страна ќе свртиш кај ќе одиш, да знат луѓето во собраќај. Кога имаш последен пат видено БМВ шмигавец да клака? Никога. Јас ќе ти кажам, немаш виден. Ко што рече комши овде кога застана полиција, отиве не дадеш шмигавец. Абе јас како дадев, ама тој дали излагна, не знам. Овие БМВиња што возат нити го дават, бе батул. Кој си ти тој тебе шмигавец да ти дај? Седи уживе кај сака ќе оди тој. Не оти нема шмигавци имат, ама некад да ти го кажат следниот потек, ме сваќаш, да бидеш фокусиран да нагаѓа. И може не знаат кај се шмигавците, ама зато оние магленките, оние светлата за магла што се најдолу, тие се стално пуштени. Да душа не знам, можда фабричко подесување. Ама сите БМВиња имат магленки, да сите му се пуштени. Имало магла, немало, не е битно. Нека свети, бе батуле, БМВ врви да се знае. Кој ти е крив тебе што не ги пушташ, што ги штеди? Така ги штеди. Да не дојди магла некоја случајно, зашто ти се во магла? Ако има магла не вози, овие се пуштат за стално, за везден. Исто така фабричко подесување на БМВ, педала како залепва туп летнува кола. Ти возите на некој регионален пат, колона огромна, кривина, ништо не се гледа, нема врска батуле. Тој стапнува и тргнува да претицва 10 коли на кривина, не гледа од таму што се дешава. Ако дојди некоја кола, ша има врска, бе, тие ќе застанат. БМВ ова, ќе му застаниш, ќе се протниш, што си мислиш? Кој е тој да застанва да чека прав пат за да претица, ќе ти претица на кривина? Море. Ама седиш па прешбува. Што тој ќе му мисли, ти мисли му се ако идиш од карши. Многу непресметливи, а и многу скокотливи. Не дај Боже да го претицаш ти, одма так брзината претицва. Одма скокат брат како скакулци. Зато ги клајме во категорија скакулци. Пошто и скакулците како овие непресметливи се брат, не знаеш кај ќе скокни, може вамуќој, не даваш мигавец. А бога ми звуко на скакулците што го прате исто ко овие БМВиња да го ги квичат гумите. Тука е некаде.
Како и да е, не дај Боже на пато, а ти излези од и тоа. Ко сме веќе кај категории на инсекти што некиш на пато и сретниш, мораме ги спомниме лебарките. Ова е на камионите мислам. Брат, лебарка, имаш видено лебарка? Добро, ние во Битола скоро и да не ги среќаваме никога. Ама зато Скопје во секој стан ги има, ич да не се секире. Имаш лебарчиња тоцка, имаш олка и лебар. Камиони цели. Кој си легниш навечер кога ќе угасниш ламбата во Скопјето, чунки камион врви низ сова, дк кој ќе ода. Страшна работа. Што сакаш прави, што сакаш туре, гајле нема две батуле, ништо не ги ништо. Ни радиација ни ништо, гајле нема. А бога ми ги има со лопата гирини. Исто ко камионите по автопатишта и по регионални патишта. Значи не дај Боже да ти се погоди да има многу камиони тојде. А мање више секој ден има. Остана на патот тука, готово. Пошто кај патиштата не ничина и да сакаш не можеш да претицаш, тие се 5-6 места и кој побрзо претица. Дали овој со БМВ-то од зад тебе што пробва сите претица или ти да се даеш, не можеш да знаеш. Кај и тие без осет возат. Мислам добро, јас разбирам кој си товарен и да сакаш не можеш да брзаш како било. Ма брат, има закони, има правила, не смејте да возите еден за друг, тие ги се наредат 5-6 камиони. Оди претицате видам. Значи си има таму по пропис како треба, на кое растојание треба возат и така натаму. Не е битно ватул. Кој го тркала прописот, тие ги се наредат вака како домино, како аптекарски шишиња да речам, не знам како да речам, како лебарки ги речам, една по една и тера. Ој помини ги ја те видам. Треба чекаш автопат да дојде или нешто за да можеш да ги заобиколи. За фала Богу, како кај сите така и кај нив има некои што си возат по пропис, супер, што си возат и се супер. Арно, во суштина, не дај Боже начека некој на патот тоа. Ама зато и во нив има и професионалци и ептен лебар. Професионалец си знае, си држи растојание, гледа да го слободи патот кој ќе може за да можат да поминат други, да не го блокира сообраќај. Да не речам мисли на сите во приказна. А овој што се ептен онака камионџи, око не му трепнува батул. Значи ќе ти го држи пато, око не му трепну. Натре седнат ко мене вака бабачко, стомако доволано, некои има тирачки, онака ги вртат воланите. Не како што вртиме ние, туку со рачката. И му се напие, настега, најаден, направен лепота внатре. И те види дека саеш да поминиш, не те пушта батуле, кој си ти да го поминиш? Ке ти вози на средина вака, на двете ленти. И на таа од таму и на таа од вам. Ој помини ја те видам. Мислам добро, освен ако имаш БМВ, тоаш можеш и преку планина да поминиш, не е проблем за тебе, знаем. И нормално не можеш само да се вози во тој камионо, нешто треба се јади, треба цигара, се пуши, треба се пие нешто. И возиш зад него и само гледаш, летнува прво лименка, па летнува цигара, па летнува паковка од нешто што се јади, па лименка. Крај нема муабет. Одвај да чекаш автопат за да можеш да заобиколиш и да заминиш, да стигнеш кај што треба стигнеш во градот. А во градот кој инсект те очекува? Особено во туѓ град. Пајак бе батуле, пајак, не пајак пејачо, супер е тој. Пајак, овие коли што крева. Значи ако има погнасно инсекче од тој пајак, еве ја, кој слушнам луѓе, пајако носи среќа. Не го тепај среќа носи. Ша збораш мори маре, среќа носи пајако, а? Како еднаш ми нема дојсено среќа да люфни колата обавезно на мојата ода. Во тие 10 години Скопје што живеев, може 2000 пати ми имат кренат. Правилно паркиран. Значи да сум грешил негде, да сум направил прекршок, признавам, не е проблем. Мора од пред зграда иди и ми ја зема од пред зграда кола. Пошто битолска регистрација што бара таму, така. Ако аз таму живеам не е битно. И што е проблемот кога ќе да земиш? Ти вели вонредна состојба, што е тоа вонредна состојба? Исто ми си имаше десено јас на свирка во Скопје, колата пред кафичо паркирана регуларно како сите што беа паркирани регуларно. Излегвам од свирката, само мојата кола ја нема. Значи наредени едно до едно, мојата на средина. Не е последна, не е прва во паркингу како што треба да би. Сите накосо вака наредени, дојдени само мојата крена. Одам да земам што беше работата? Вонредна состојба. Што бе војна да не фати над колата моја, па вонредна состојба. Демек ми ја спасија тие, ела са плати си пајакот и услуга ти направи. Боже Господе, еј, страшна работа. Јас разбирам дека буџетот треба да се полни, ама да лавајте малце. Ми си имаше случајно и од платен паркинг да ми ја крени. За ти одиш со доказ му велиш леле дечко извини, не е проблем, само пајако платил. Многу ферви е. А ќе те најдат студент, динар скршен, немаш време, немаш да се расправиш, да се позанимаваш малце. А бога ми џаве ќе се позанимаваш и тоа. И нив тому е јасно. Зато така прат. Ама тоа, ај си велиме еден ден. Ке ме молиш, ке ме сонуваш. Ќе види секако што треба и можда правдата ќе победи. А можда и не знаем. А дур да дојде тој ден, ви останете на ВТВ телевизија, уживајте во програмата и се гледаме за 2 дена. Поздрав!